Го следите најновото издание на Македонија наутро. Добро утро и добре ни дојдовте. А следните минути ни се резервирани и за првото гостување за утринава, така што во следните минути зборуваме за една нова иницијатива која има амбиција да внесе поголема професионалност и прецизност во работењето на туристичките агенции. Секако тука се и нашите први гости кои што ќе зборуваат подетално на оваа тема за нивните цели, предизвиците, но и идејата за оваа иницијатива. Во студио денеска заедно со нас е Ана Марија Алексова Малева, председател на Сдруженијето, Александар Чуневски, член на управен одбор и Наташа Трајковски, исто така член на управен одбор. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодариме на поканата. Ке преминеме ние на темата, нели што ни е секако важна, но првото прашање е актуелна тема. Што се случува на Блискиот Исток? Некако ова што сега, нели, таму се случува и актуелно се случи, колку пати кажав случи, добро во реченицата тоа размислав, но поентата ми е пред 8 март сигурно голем број на тури. Што се случува со македонските патници таму и кои се последните информации на агенциите од Македонија? Има ли доста македонци туристи? За жал се случува тоа што се случува. Како и за сите, да, сите се согласни. Сите агенции и секако и патниците посебно се засегнати од ситуацијата, меѓутоа ова е воена состојба. Авиокомпаниите се ограничени со летање, бидејќи воздушниот простор се додека нели сметаат дека воздушниот простор е безбеден за летање. Во моментов летовите од и кон Обединените арапски емирати, значи Катар, Доха, Абу Даби се откажани повеќето, некои се одложени. Се додека авиокомпанијата не смета дека воздушниот простор е безбеден за летање, нема да се продолжи. Секако и нели имаме многу леовери, многу меѓународни компании откажуваат летови, не само оние кои што се патуваат кон Обединените арапски емирати, туку и оние кои што преседнуваат во патниците кои што веќе имаат резервирана аранжмани за овој период. Препорачуваме да ги контактираат туристичките агенции во кои што имаат закажани аранжмани. Секоја агенција постапува согласно правилата на авиокомпанијата, нели со која е склучен аранжманот, како и туроператорот кој што таму ги обслужува. Така да, како што и напишавме вчера во официјалните соопштенија на нашето здружение и на нашата веб страна, ги молиме патниците да се информираат во матичните агенции во кои што имаат уплатено, така да бидат во комуникација, да. Секако. А туристите кои што се таму, верувам да бидат малку трпеливи. Затоа што го спомна тие што во моментот се таму, многу туристички агенции кои што се наши членки имаат туристи кои што се отидени таму, бидејќи не е само 8 март, туку има и бизнес патувања. Има луѓе посебно атрактивна дестинација, посебно Дубај, е погодена и атрактивна дестинација. Во моментот има, значи сите наши колеги исконтактиравме со нив, се во комуникација со своите патници. Тие се згрижени во хотели, за сега се одложени летовите за неколку дена, меѓутоа, како што кажа колешката, се во комуникација, затоа и ние објавивме, Министерството за надворешни работи ги има објавено, значи контактите кои што ги има од таму, за да може од нашите амбасади, представништва, каде што може да се обратат нашите странки, меѓутоа не се оставени, како што напоменавме, се во комуникација со туристичките агенции, во кои што и авиокомпаниите имаат известување. Значи, ова се посебни воени услови. За жал, стварно ми е жал заради тоа што за една убава тема е туризмот, за која што обично зборуваме, меѓутоа е погодена од многу вакви ситуации. Значи, воени услови, политичка нестабилност, природни непогоди се едни од главните фактори кои што многу влијаат врз туризмот. Тие се обратно пропорционални и автоматски нормално кога негде има војна не може да се случува туризам. Така да и оваа ситуација е таа, но ние искрено се надеваме, како што и сите верувам се надеваат, дека ова ќе заврши за кратко и дека се ќе се среди и ќе може нормално тие туристички дестинации да се продолжат да се развиваат и да бидат на пазарот кај нас, заради тоа што се, како што напоменавме, доста атрактивни и жално е заради тоа што туризмот бележи падови на светско ниво секогаш кога одредена дестинација ќе биде удрена. Па се надеваме дека сега брзо ќе заврши и дека ќе се рестартира. А само едно подпрашање, ако останат патниците многу подолго од предвиденото, а патуваат со туристичка агенција, тука треба да искомуницираат агенцијата околу сместување, ако им истече аранжманот во хотелот. Да, оно што го напоменавме, значи, сега зборуваме, значи за зборуваме сега за туристи на кои што требало да се вратат. Значи тие се во комуникација со туристичките агенции, се згрижени во хотели, безбедни се, значи не се оставени така дека нели да се снаоѓаат сами. Нормално до моментот додека ќе биде одлучено дека се пуштени воздушните простори, дека може да се вратат.
така, вид организирано враќање. Ајде сега за другата тема. Главниот Симона. повод за кој што сте ни гости утрово, тоа е Националната асоциација на туристички агенции, па да започнеме со иницијативата и поводот всушност по кој што ве инспирираше да ја создадете оваа. Па да, ние туристичките агенции во Македонија од година на година се зголемува бројот на туристичките агенции, да бидеме искрени, бројот на туристи се зголемува. Значи сакаме да патуваме. Така, тренд е на патување, луѓето сакаат да патуваат. Имаме туристички агенции, меѓутоа знаете, потребно е едно обединување на туристичките агенции, прво заради услови за заедничко постапување, за подобар бизнес сектор, за подобра соработка меѓу самите туристички агенции и нормално за односот со државните институции. Заради тоа што како и во секоја дејност има одредени проблеми, има во економијата можам да кажам дека со големо влијание од година на година туризмот и туристичките агенции влегуваат во економијата на една држава и затоа сметам дека посебно во нашата во ситуацијата која зборуваме, значи не сме веќе некоја незанемарлива бројка, за да некој не гледа и за да не можеме да го дискутираме и да работиме на заедничко унапредување и на работењето, подобрувањето на условите на туристичките агенции, а со тоа и создавање на подобри услови за туристите кои што одлучуваат да патуваат со нас. Тоа беше главната иницијатива за ние да се здружиме, значи да се потсетам, беше ковид периодот, еве сега оваа ситуација, има проблеми во туризмот и затоа е неопходно сериозно да се свати, значи, туризмот како дејност и туристичките агенции како едни од главните чинители во развојот на тој туристички ланец, кои што ги здружуваат сите останати чинители, да кажам. Затоа е важно, значи, да се слушне нивното мислење, нивното гледиште и при креирање на една туристичка политика и на земјата, да кажам, креирањето на самата туристичка политика, меѓутоа и општо за создавањето на условите и за патување и за работа на туристичките агенции. Пример исто, една од главните причини за да се здружиме и за да ние реагираме беше тоа што кога ќе отворите официјално постојат над 800 регистрирани туристички агенции со А и Б лиценца, а реалната бројка не е таа. Значи според нас е потребно ревидирање на тој список, значи да се провери кои се тие туристички агенции, што работат, кои се условите заради тоа што има повеќе претпоставувате или помалку? помалку? Да, ние сме гранка на која што, мислам, дејност која што е лиценцирана. Мора да се издаде лиценца за да може една туристичка агенција да работи за организирање на патување. Сега доколку некоја агенција извадила некогаш и таа веќе не постои со години, а таа стои во тој регистар, ние би сакале тоа да помогнеме, да кажам, да се среди и да се знае дека функционираат тие туристички агенции кои што се нормално лиценцирани и таа лиценца е поддржана и е проверена од државните институции. Помалку си, некој да ја надополнам, извинете. Да, слободно може да се самодополнувате, да. Помалку се реално агенции отколку што се според списокот на Министерство за економија 852 регистрирани, но функционираат далеку помалку, односно тоа ни е една третина. Поентата ни е да се токму тоа да се ревидира и да се воведе ред во. Да, тоа не е само и во ваш интерес, и во интерес на граѓаните, околу нели можеби негативни искуства кои што некогаш ги имале со дел од тие нелиценцирани агенции. Инаку мала разлика, јас она што го чувствам после да кажам подолг период на работење, во овој токму период сега кога се случуваат вакви работи, сме малку повеќе организирани, за разлика од оној најголем удар кој што го доживеавме во ковид периодот кога не бевме така здружени како сега. И веќе се чувствува една енергија кај колегите дека сме далеку по-организирани и по-комплетни. На кој начин ќе се работи на подигање на рейтингот и кредибилитетот на туристичките агенции во земјава? Верувам тоа ќе биде една од целите кои што нели сакате да ја постигнете, бидејќи во секој сектор, и во медиумскиот и во туристичкиот сектор, има чинители поради кои што за жал се руши довербата. Тоа е во секоја гранка. Верувам дека ова е една од вашите исто цели на кои што ќе се работи. Точно, една од главните наши цели е токму тоа. Креирање на имиџот на туристичките агенции. Тоа е и од ова првото што го кажавме, значи постојат многу регистрирани туристички агенции, ние би сакале да се направи едно ревидирање на тој список, да се знае кои туристички агенции ги исполнуваат тие услови и за почеток нели членки на нашата асоциација, заради тоа што релативно рано формирани сме на 25 декември мислам 2025 година, само што започнуваме со нашите активности, информирани се туристичките агенции, меѓутоа секојдневно ги информираме нашите колеги за нашето постоење, за да може да се зачленат. При зачленување ние бараме нормално
секој да достави лиценца за да се знае дека таа туристичка агенција е лиценцирана, за да можеме заеднички да се бориме против односно оној кој што не одлучил да работи правилно. Затоа ви кажав, има услови за лиценцирање. Значи една туристичка агенција има колку вработени треба да има. Има со високо образование, познавање на јазици и минимално технички услови, исполнување на канцеларии, значи осигурување од дејност имаме пратители, придружници, договори со кои што горе се организира патувањето кои што треба да ја организираат и да ја пратат групата која се оди во странство. Значи сите тие услови кои што ги има, потребно е на туристичка агенција да ги исполнува, да кажам, ама не само за исполнување да ја добиеш лиценцата, туку постојано да го исполнуваш тоа. Второ, постапките према граѓаните. Ние би сакале да заземеме став, да бидеме позади, исто така и позади туристите, и позади туристичките агенции, оние кои што одлучили и сакаат да работат правилно, и позади туристите, оние кои што би биле погодени заради ситуации како што напоменавме, секогаш има, значи непредвидени ситуации. Така, и некоја туристичка агенција не постапила согласно правилата, не ги се извинувам, истори в кафе, емисија во живо. Продолжите. Затоа туристите се на прво место и ние токму поради тоа сакаме и направивме и веб страница на која што ги рекламираме туристичките агенции, значи сакаме да им дадеме до знаење на туристите прво дека кога патуваат со една туристичка агенција има некој позади нив, еве и во овие ситуации кога ќе се случат нешто, значи не се оставени сами на себе, туку има некој позади нив кој што го организира тоа патување, кој што се грижи за тие убаво да се поминат, имаат на кого да се јават кога ќе отидат таму ако имаат некои проблеми слично и токму заради тоа сакаме да го истакнеме дека овие туристички агенции, односно поголемиот дел, што сега можам да кажам, поголемиот дел од туристичките агенции кои што постојат и работат во нашата држава, работат по правила и прописи и се трудат. Пред се, ние сме мала држава и нормално секој патник ни е важен. И секој сака да си направи позитивна реклама, а не негативна. Меѓутоа, за сите несакани такви ситуации, ние би застанале позади тоа нормално и од нашата страна до туристичките агенции да се искритикува, да се даде совет и да не се постапува на тој начин. Верувам дека има одзиви од агенциите во Македонија, меѓутоа дали планирате да воспоставите стандарди или кодекс на однесување кој ќе важи за сите? Секако да, веќе работиме на тоа, значи секоја среда во месецот имаме состанок на управен одбор, тоа и беше веќе точка на нашиот дневен ред. Во моментот првим само да ја надополнам на Марија, правиме и мапирање за да низ градовите во Македонија поделени сме по реони, така да сакаме да ги анимираме сите агенции за да всушност ја имаме точната бројка на оние кои што навистина работат и се во функција. Така да добиеме што повеќе членови. Инаку во меѓувреме имаме веќе склучено неколку меморандуми за соработка. Со минатата недела беше со факултетот за туризам во Охрид, како и со одредени други асоциации, тоа беше Полската асоциација. За така во моментов работиме на некои настани кои што ќе се случува, затоа потоа, нели, ќе бидете информирани на нашата официјална веб страница. Така. Како ќе соработувате и со државните институции во креирањето на ваквите туристички политики? Па да, еве за почеток го известивме Министерство, очекуваме состанок дали ќе ни се потврди за нашето постоење, организирање, да кажам. Очекуваме нормално да направиме соработка на сите, оно што го кажав, туристички чинители, би се активирали во соработката веќе започната комуникација и на туристичките водичи пратители, веќе тие имаат асоциација, и хотелиерите имаат друга асоциација, исто така туристички агенции, знаеме дека кај нас одреден дел работат за во странство и одреден дел за туристи кои што се во Македонија, ние сме повеќе за туристички агенции кои што работат за нашите туристи во странство, односно за постапувањето према нашите туристи во ситуацијата, меѓутоа тоа е еден нераскинлив дел, значи туризмот е една гранка во која што и кога се носат туристи во државата и кога се носат нашите туристи надвор, мора да има соработка, така да исто овде е најтам која што постои организација за incoming туризам со која што би имале соработка, значи веќе е формиран совет за туризам во Министерството за култура и туризам. Нормално доставивме барање за да добиеме едно место во тој совет за да можеме да ги дадеме своите идеи и од нашата страна како да се работи, односно проблемите кои што ги имаме ние, разгледување на законот за туризам, одредени измени кои што сметаме ние како
учинители, значи како на активна страна. И затоа оно што го напомена колешката, значи со образование, односно со факултетот за туризам, значи би сакале да ги споиме сите и сите заеднички да можеме и до Министерство да ги дадеме главните идеи за подобрување генерално и на работата на туристичките агенции, а со тоа би било нормално и имиџот на туристичките агенции. Значи да биде даден совет и од научни истражувања, и од експерти од областа, да кажам, и од страна на туристичките агенции, а со тоа се надеваме дека ќе дојдеме до повратен одговор, како што кажав, скоро ни е пратена информацијата до Министерство, верувам сега и заради ситуацијата и настаните, можеби не стигнале се уште да добиеме одговор на ова, меѓутоа очекуваме да имаме состанок со нив за да можеме и понатаму да створиме една секојдневна соработка за сите наши барања, проблеми и слично што би ги имале, да можеме да ги испратиме кај нив, да ги доставиме и како предлог и како сугестија. Се надеваме искрено на позитивна, заради тоа што има амбиција, да кажам, од организацијата и сите сме насочени во тоа на подобрување на условите и за туристите и за туристичките агенции, со тоа би довело напредок нормално и на условите во државата, односно на државно ниво, така да сметам дека зошто некој да го пропушти тоа кога некој сака да даде идеи да работи на темата туризам, а уште еднаш ќе напоменам дека е една од главните економски гранки во многу земји, па зошто не го направиме, а полека расте и кај нас, зошто не го направиме и кај нас тоа. Зошто не се слушне гласот на оние кои што се директно инволвирани. И за крај министер за туризам да предложим. Така. И за крај од разговорот, бидејќи имаме уште 2 минути, каде ја гледате македонската туристичка индустрија во следниве 5 години, каква улога ќе има асоциацијата во тој процес и ако имаме време за одговор, каде се тука и заштитата на правата на патниците, односно потрошувачите? Јас би почнал од второто прашање. Всушност, една од поентите на нашата асоциација, значи на Национална асоциација на туристички агенции, е всушност враќање на терминот, односно на значење на името ЕСНАФ. Во смисол тоа што го кажа и колешките, дека не го гледаме само интересот на туристичките агенции, туку поентата ни е да го ја вратиме до вербата од граѓаните кон нас туристичките агенции, затоа апропо прашањето ќе даваме се од себе, ќе се трудиме како еден своевиден суд на честа да има во нашата асоциација, кој што ќе ги разгледува барањата, па и проблемите на корисниците на туристичките аранжмани, односно со што тие се соочуваат кога уплаќаат во туристички агенции, а не да го гледаме само нашиот бенефит. Околу другото прашање, второто прашање, мислам дека суштинско е да повторно соработка на асоциации за туризам со Министерството, кое што веќе година и пол, 2 постои, но таму треба да многу поголем акцент да дадат тие, ние сме само поддржувачи нивни. Заради тоа и работиме на унифицирани општи услови на патување за сите агенции. Да, и овде само би напоменала пред крај, значи исто ние многу сакаме да се активираме во делот на сивата економија, значи да бидеме искрени, тоа многу постои во нашиот сектор, значи како туристички агенции, ако ние сме лиценцирани, едно е проблемот ако некоја туристичка агенција не постапила како што треба. Овде се нели институциите за да делуваат и постојат казни и слично, овде се граѓаните, нормално сме отворени за да пријават на нашата веб страница nata.mk, можат да ги отворат, да го видат нашиот контакт мејл и во секое време да ни пишат мејл за ситуација која што ја имале, меѓутоа исто така повикуваме, значи да се реагира и на ситуации кога стрикно е наведено во закон дека ниту едно спортско друштво, значи било кој настан не може да биде организиран на друг начин освен со туристичка агенција која што може да биде организатор. Затоа, значи, не може при ставање на огласи и пријавување и уплаќање кај наставници, кај тренери и слично за одење на камп, за одење, значи, организирање. Овде е туристичката агенција која што е лиценцирана, која што стои позади таа организација, што и да се случи, а од друга страна, значи, сакаме да алудираме и да апелираме на тоа дека и родителите, посебно кога уплаќаат за своите деца, да се води сметка за тоа и би сакале да поработиме со институциите за намалување на оваа ситуација, за да можеме тогаш да го кренеме рейтингот на туристичките агенции. Ви благодариме многу за гостувањето во Македонија. Благодариме уште еднаш.